Господин Мицковски, Пендаровски со предлог чиста формулација на прашање за референдум. Дали сте за влез во ЕУ со вакви услови? Каков е вашиот став? Па морам да признам дека после подолго време за прв пат можеби сме на иста бранова должина со Пендаровски. Во таа насока и јас размислувам да излезам со формулација на прашањето пред Извршниот комитет, но и пред граѓаните, и очекувам Пендаровски по тоа да ги повика и останатите политички партии во Македонија, доколку отприлика таа биде суштината на прашањето, да излезат на референдум, затоа што веќе кажа, и јас наистина сум пријатно изненаден од неговиот став, бидејќи гледам позитивен за референдумското изјаснување, што представува еден највисок чин на демократијата во една држава. Граѓаните да одлучат дали сакаат вака, асимилирани, бугаризирани, под диктат, да имаат европска иднина, или пак горди, достоинствени, кога за тоа ќе се создадат услови во блиска иднина, да имаме европска иднина. Значи, европската иднина и желбата на граѓаните, но и на политичките субјекти никогаш не била под знак прашање, немало дилема, туку само патот. Сега, за жал, оваа криминална влада, за да практично добие условна амнестија од меѓународната заедница за криминалот кој што го прави, нема проблем да распродава и да удоволува на определени бюрократи во нивните барања, но мислам дека се движиме во правилна насока, еве ова што го кажа и Пендаровски, во таа насока да дадеме на граѓаните можност да одлучат каква да биде нивната европска иднина, дали ваква, каква што ја нуди власта на СДСМ или горда и достоинствена. Така што прв пат можам да кажам после подолго време слушнав нешто што вака делува разумно страна на Пендаровски. Бектеши апелира до граѓаните да штедат енергија. Дали ВМРО-ДПМН ќе поддржи прогласување на енергетска криза во државата? Прво, најверојатно живееме во различен свет со владата, бидејќи граѓаните секако штедат. Тие немаат можности финансиски да си дозволат повеќе. Тие секако се доведени на работ на амбисот. Се фаќаат за сламка практично, за да го поминат од први до први. Најголем дел од нив и тука мака-мачат да го поминат од први до први месецот. И затоа можам да констатирам со жалење дека најверојатно живееме во некој поинаков свет со овие од владата, но јас ги разбирам, не можам да ги оправдам. Тие се секојдневно на климатизирани простории, газат дебели црвени персиски килими, седат во кожни фотели, се возат со возила кои што ги плаќа народот, јадат на сметка на народот, пијат кафиња, гледаме и јадат бифтеци одредени министри на сметка на народот, практично живеат на сметка на народот и затоа не живеат во свет заедно со народот. А кога сме кај енергетската криза, би сакал да потенцирам две работи. Од април месец предлагам зафати, година дена веќе зборувам дека дова ќе дојде, сега е веќе доцна. Сега состојбата е алармантна. Сега веќе не спасуваат чуда. И тоа го знае, предпоставувам, секој еден експерт во областа. Не верувам дека овие од владата го знаат, бидејќи тие немаат елементарно познавање што не чека, но секој еден експерт во областа знае дека ние не сме подготвени да ја пречекаме ниту есента, ниту грената сезона, ниту зимата, односно да ја пречекаме на нормален начин. Ке треба многу пари, народот за вложување и така натаму, за да некако ја побинеме, иако сум се уште исплашен дека се можни рестрикции. Се можни рестрикции оваа зима, да се вратиме во времето од пред 40 години, кога за жал тоа ни беше секојдневие. Така што ниту еден од моите предлози во минатото не беше сериозно прифатен, туку напротив бев напаѓан и од страна на владата велеа дека имаат работата под контрола. Ако имаат работата под контрола, чумо кризна состојба. Јас реков во една прилика дека кризна состојба поради енергетската криза можеме да поддржиме, но откако ќе видиме како се потрошени парите при претходната кризна состојба поради енергетската криза. Да видиме, да ни објаснат како тоа битумен за едно јавно предпријатие цистерна чини 1200 евра, а за друго 12.000 евра. Да ни објаснат како се даваат тендери во 4 очи за искуп. Да ни објаснат како се даваат тендери во 4 очи за набавка на мазут. Да ни објаснат како се правени и давани тендерите за превоз на увезениот јаглен. И така натаму имаме многу непознати кои што треба они да ги објаснат, бидејќи тоа на крајот од денот се народни пари, пред да
народните избраници кои што го представуваат народот таму се сложат за нова кризна состојба поради енергетската криза.